Ливада на соништата. Уште рано изутрина продавачите на весници трчаа низ градот и на сет глас викаа: Нови весници, денешни весници, весници! Тоа беа првите нивни повици за да ги кренат од сон уште неразбудените граѓани. А потоа, крилата од прозорците почнаа еден по еден да се отвараат и кога од нив се појавуваа рошлавини, чешлани и сонливи глави, кога се подаваа многу раце со 20 динарки меѓу прстите, продавачите на весниците ги соопштуваа најважните вести. Првиот човек на месечината, јагне со 4 глави во Гевгелиско. Во Африка е фатен најголемиот слон. Загубен е детски блок. Охо, дури тука има нешто интересно. Загубен е детски блок. Уште и во весниците пишува, значи тука работата е сериозна. Нема што. Стариот професор си ги избриша очилата со свилено крпче, ги намести на носот и почна да чита. Докторот ја остави чашата со недопиено млеко и почна да чита. Чистачката ја фрли метлата настрана и го раздипли вестникот. Шоферот го запре автобусот, а патниците зинаа да слушаат. Фурнаџијата го остави лебот во фурната да прегорува и го грабна вестникот како заглисан. Шефот на станицата веќе не ги запираше и испраќаше возовите, туку се задлабочи во читање. Оджачарот седна на покривот од нависоката зграда и заборави дека се беше качал да ги чисти оджаците. Учителот се подпре врз една улична бандера, занесен во весникот и не мислејќи дека ќе задости на првиот час. Читаа сите, но се разбира најмногу од сите читаа децата. А што читаа? Па го читаа огласов. Најважното соопштение на денот, најтажниот настан во годината. Граѓани и граѓанки, службеници, работници, војници, студенти и ученици, продавачи, учители, улични чистачи, носачи и рибари. Загубен е детски блок. Во него има нацртано куќа, сток сено, лав, крава и небесно син балон. Црешни јаболка, магаре, сателит, ракетен брод и штрк на една нога. Поток со риби и мачар без опаш, слон, ливада со цвеќиња и уште 66 различни цртежи во боја и без боја. Честниот наоѓаат се мои празните листови на кои нема нацртани ништо да ги задржи за себе, црешните и јаболките нека ги изеде, а цртежите заедно со блогот да ги врати на адреса Јонко уметник, улица без број, град не постои. Еден стар уметник веќе липаше на тажина тувкајки. Му пропаднала изложбата, кутриот Јон, такви сме те ние уметниците, несрекници. Децата се растрчаа по улиците во потера по загубениот блок. Каде ли можел да го загуби тој Јон? Оние што не беа чуле за огласот, зачудено ги грчеа рамењата кога децата ги прашуваа. Тетко Чичко, не видовте ли овде некој блок? Каков блок? Блок со разни цртежи. Секаков блок, само еден блок. Не видовме. Не. И продолжуваа да бараат. По сите најмали улички, по ќорсокаците, по двориштата и по бавчите. Се загледуваа и во шупите. Некој што не се разбира од уметност можеби го зафрлил незаинтересирано. Но попусто бараа децата од блокот ни трага, ни глас. На крајот, сите се собраа во онаа најмалата улица и оттаму продолжија кон полето, оставајќи го градот зад себе. Та во него се е пребарано, се е претресено, можеби ќе го најдат некаде во полето. Недалеку пред децата се покажа нешто што им го привлече вниманието. Голема златна порта, закитена со разнобојни цвеќиња, се издигаше пред нивните восхитени погледи. На неа исто така со златни сончеви букви пишуваше: Ливада на соништата. За таму сме ние, рекоа децата и јурнаа како на дојдена река. Ги пречека широка сончева ливада со бујна трева и росни, густомиризливи цвеќиња. Но тоа не беше се. Среди ливадата седеше тажно, замислено дете од чии очи се тркалаа крупни џамлии и една птица со шарени крилја облетуваше околу него. Зошто плачеш, пријателе? Го прашаа децата. Зари во оваа волшебна ливада може да се доживаат тажни моменти? Мојата тага е голема, рече детето, без да ја криене главата. Ни весниците можеа да ми помогнат, ниту пак вие. Јас сум Јонко уметникот.
Го загубив својот блок и сега сум без него. А така не би можел да издржам ни еден ден. Тоа е и он, шепотеа децата. Загубениот блок. Ние сакавме да ти помогнеме, но не успеавме. Го претресовме целиот град, од плоштадот до последната улица, од најмалата шупа до нивјето. Го нема твојот блок. Никаде го нема. Да, мојот блок го нема никаде, измрмори Јон и пак заплака. Та кој може да гледа како плаче едно чисто и невино детско срце? Неговите солзи ја печеа и ливадата на соништата, зашто тие капеа врз неа. Таа ги пречека и ги прими и другите деца што дојдоа, но место да им даде незаборавни игри зашто и беше создадена, таа ги натажи. А најмалку сакаше да ја запаметат таква. Затоа тихо шепотеше. Каде ли е оној ветер што има чекор километар, што има крила од свила? Тој може само за миг да прелета насекаде и да го најде блокот на тажниот Јан, само кога би сакал. Ветрот ја чу молбата на ливадата, се растрча на сите страни и веднаш го пронеде загубениот Јонков блок. Но сејки го, ги растураше листовите еден по еден и сите цртеше ги фрлаше по ливадата. Од ненадеж, како од земјата да поникнаа среде зеленото тревно размешкано море, се појави мала кукичка. Кукичка на среќата. Ова е мојата кукичка, срекно кликаше Јон. Тоа е кукичката што ја бев нацртал на првиот лист од блокот. Јон не се доизрече. Веднаш потоа никна стог сено. Врз стогот стоеше штрк на една нога со долг црвен клун. Ливадата ја преплавија неизмерно убави цветови. Се стануваше онака како што беше нацртано во блокот. Но сега сите цртежи оживеаја. Ги добија своите вистински природни бои и се движеа. Тука беа сите тие, кравата и сателитот, потокот со риби и лавот, црвените цреши и јаболката на зрело замирисани. Се беше тука. Солзите од очите на Јон одеднаш пресушија. Неговото тажно срце се разведри како по дожд, кога изгрева чистото и топло сонце. Бескрајна среќа му ја преплави душата, зашто тој пак се најде окружен од своите цртежи кои сега беа живи во светли и примамливи бои. Па тоа е неговата изложба, галерија ливада на соништата, публика најблагородните гледачи децата. И децата се развеселија и запеа. Запеа едноставно и топло, како што можат да умеат само децата. Песната сама извираше од нивните срца како бистра вода од чисто песокливо дно на кладенче. Тие се наоѓаа во вистинската ливада на соништата. Не се плашеа веќе ни од страшниот лав, ниту пак белиот полски глушец. Се спријателија со сите животни и птици, со сите тревки и цвеќиња. Тука никој никому лошо не му мислеше. Сите меѓу себе беа пријатели. Добри пријатели што ги сврзува топла вистинска љубов. Се разбира, не со зборови, туку со насмевки, широки како сончев изгрев. Без препирки, без кавги. Дрвјата ги веднеа своите гранки и им нудеа зрели сладки плодови. Од изворите бликаше лимонада и портокалов сок. Пчелите им даруваа мед. Но како стана се тоа, ќе прашате вие, млади љубопитни читатели? Дали тоа е вистина или само приказна? Та, ако е вистина, и ние да ја побараме ливадата на соништата. И ние сме добри и послушни деца. Јас ова не го измислив. За загубениот детски блок прочитав во весниците. За другото прашајте го Јон. Ја знаете веќе неговата адреса.